повторувам, говорот на омраза и навредите упатени кон МАК Петрол и телевизија Телма и нивното раководство од страна на пратениците на ВМРО ДПМН се последица на неостварената желба на нивниот лидер да влијае врз уредничката програма на телевизија Телма. Телма од секогаш била неутрален и објективен медиум, таков ќе остане и во иднина и никогаш нема да служи за остварување на ничии партиски цели и интереси. Со жестока реакција излезе компанијата МАК Петрол на говорот на омраза на пратениците од опозицијата на маратонската седница за носењето на законот со кој се решава долгогодишниот спор за сопственоста на гасоводот. Воопшто не сме изненадени од арогантноста, нивото на политичка култура и примитивизмот на дел од пратениците во собранието, но изненадени сме од изнесените навреди и невистини во врска со МАК Петрол, телевизија Телма и нивното раководство, како и од намерата да се блокираат евроинтеграциите на земјата со попречување на усогласувањето на домашното законодавство со ЕУ директивите, во конкретниот случај со третиот енергетски пакет. Велата обврска на МАК Петрол е да го почитува законот за енергетика кој е усогласен со третиот енергетски пакет и мора да го продаде својот удел од 50% во Гама, бидејќи повеќе не може истовремено да ги врши дејностите трговија и снабдување со природен газ и пренос на природен газ. Потсетуваат дека Гама е формирана како акционерско друштво во сопственост на МАК Петрол и владата со по 50% од вкупниот оснивачки капитал на друштвото во износ од 37,6 милиони евра. Но од 2006 година до денес Гама има инвестирано неколку десетици милиони евра во развој на гасоводниот систем на земјата. Со цел да се утврди сегашната вредност на Гама АД Скопје, пред реализација на трансакцијата е извршена проценка на пазарната вредност на друштвото од страна на овластени проценители. Со проценката е утврдена пазарна вредност на Гама во износ од 65 милиони 547.810 евра, од која вредност 50% во износ од 32 милиони 773.905 евра му припаѓаат на МАК Петрол АД Скопје. Според тоа, на МАК Петрол никој ништо не му подарува. Напротив, државата купува од МАК Петрол капитален објект по реална цена, кој единствено денес функционира во областа на гасификацијата на Република Северна Македонија. Од компанијата потсетуваат и дека владата пред 4,5 години го изгради најскапиот гасовод во светот. За кракот од Клечовце до Штип во должина од 60,6 километри потрошени се околу 65 милиони евра, мртва инвестиција која до ден денес не функционира, а од МАК Петрол се купува функционален гасовод во должина од 205 километри. Што се однесува до сопственичката структура на МАК Петрол, истата е јавно достапна и може да се провери во надлежните институции, а не од собраниската говорница да се пласираат лаги од страна на поедини пратеници. Исто така лага е дека се воделе преговори за продажба на Телма на бугарски инвеститори. Станува збор за класична конструкција и манипулација која нема допирна точка со реалноста. Од компанијата ги прашуваат пратениците од опозицијата ако се толку многу загрижени за граѓаните, зошто експресно и без дискусија беше изгласан законот за финансирање на политичките партии од буџетот на земјава. Дали тука водеа сметка за парите и за потребите на граѓаните или за своите лични интереси?